Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме француски граф со колбаси. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 200 грама бел граф, 5 големи колбаси, 100 грама сланина, 2 главици кромит, 1 рака макдонос, 1 цело стебло праз, 4 чешниња лук, 300 мл бело вино, 1 коцка за пилешка супа, сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме тава со рачки. Време е за сечкање. Исечкајте го празот на парчиња, потоа и кромидот и лукот. Ситно исечкајте го макдоносот, а по него исечкајте ги и колбасите и сланината. Пропржете го месото во масло. Сакаме тоа да ги ослободи вкусот и маснотиите. Ако го вариме без да го пропржиме, на крајот ќе биде меко и нема да биде толку убаво. Извадете го месото и потоа испржете го празот, кромидот и лукот. Убаво зачинете. Изронете 1 коцка за пилешка супа и потоа ставете го месото, гравот, макдоносот и белото вино. Прелијте ги состојките со вода и крчкајте на тиво коган околу 3 часа. Можете да го скратите времето на варење ако гравот го оставите да отстои во вода преку ноќ. Сервирајте со гарнир од свеж макдонос и едноставно ставете обилна количина во чинија. Бон апетит! Ние јадењето го варевме на рингла неколку часа, но французите знаат да го подготват овој рецепт и печен во рерна со богато масно месо како што е сланината, колбасите, а често и месото од патка. Масното месо му помага на јадењето да се згусне и неговите сокови прекрасно ги покриваат меките зрна граф. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!